Пазарджиите од Делчево и околните места уште еднаш побараа отворање на границите со Бугарија со цел подобрување на продажбата на нивните производи. Најголем дел од нив велат дека во изминатите 6 месеци колку што се затворени границите поради вирусот COVID-19, нивната продажба е преполовена. Пазарот многу зависи од них. Нема продажба, пиперот останува се живо. Не само пиперот, граф, кромит, се, од се поне. 50% немање. Што купуваа обично кога беа тука? Од се. Од се. Значи зависи од нив пазарот. Да, зависи. Фалат тамам половин пазарот тука колку е и они го правеат половината. Толку. Ама не ги пушта, а? Меѓу најпогодените од отсуството на гостите од Бугарија, како што самите истакнаа, се продавачите на ориз, граф и други земјоделски и раноградинарски производи. Па сека се син. Сека се. Порано често ли доаѓа што купува? Доваѓа се што имаше на тезгата се купуваа. Купуваа боб, ориз, прас, царевичка, се што имаат на тезга. А вака од нашите? И од нашите купуват само потегаво. Многу ни палат. Што ги не палат? Често што купува најчесто? Се купува. Значи од нив зависи пазарот. А да, кој зависи? Меѓутоа на пазарниот ден имаше и пазарџи кои рекоа дека се преживува и од она што ќе го купат локалните муштерии. Не фалат многу. Не фала? Има доста луѓе што купуваат и тука. Не ни требат бугарто да идат тука. Не посакуват и ние не посакуваме. Сепак повеќето подитно побараа отворање на границите со што повторно градскиот пазар во Делчево ќе биде преполн со купувачи од соседството. Најдобро ќе биде да се отворат, ама да има контрола на границите, да. Да се отворат, да, што поскоро така не би ништо. Делчево, кое се наоѓа на само 10 километри оддалеченост од границата со Република Бугарија, во голема мера е зависно од присуството на соседите. Тие не само што до пред неколку месеци беа редовни муштерии на градскиот пазар, туку беа и чести посетители во делчевските кафулиња и кафеани, чии собственици не го криеја задоволството кога капацитетите за викенди им беа преполни. Единственото прашање кое во моментот се наметнува од страна на оние кои ја познаваат состојбата е колку по евентуалното брзо завршување на епидемијата со COVID-19 и тие ќе бидат финансиски мокни повторно да бидат главни двигатели на сопствената, а потоа и на овдешната локална економија.